Лолипоп, дали имам истражувано во Бундесархив? Тоа е интересно прашање, интересен коментар. Можам да ви кажам дека у моје време пратив истражувачи во Германија и они донесоа една серија на вестници кои што се објавувани во Германија по прашање нели на Македонија. И во едицијата Македонија во странски печат, првиот том, се објавени тие истражувања. Можам нешто од нив и да подготвам за вас. Посебно за мемберите, со истражување, со едно сценарио, со видео, со нарација. Има многу интересни текстови таму. Немам при рука да ви ја покажам. Значи, Македонија странски печат. Требаше да излезат 4 томови. Тоа беше проект на владата на Груевски. Значи, јас го убедив за потребата, владата прифати, донесе одлука за 4 тома, меѓутоа, време на комуњарите ги прекинаа проектите, како и за многу други работи. И тоа е една од причините зашто мислам дека не треба ни да постојат како партија, но истото го мислам и за сегашната владеачка гарнитура. Значи, Македонија во странски печат е многу темелно подготвено издание, ќе ви го покажам во едно од наредните видеа, каде што практично истражувавме во повеќе држави, одгласи, печат и така натаму. Излезе уште едно, втор том, а требаше да има 4, за жал се остана на 2. Што се случи после тоа? Што се случува сега? Еве 2 години е Мицко на власт. Ништо од проектите кои што се водеа сериозни на тема македонски патриотизам, истражување на историјата, објавување на документи нема. И не ни знам што. Како мислам, у секој случај ставен еден негативец за директор таму и не очекувам ништо посаглам нити да се случи со архивот. Така што можам да зборам за Бундесархив од моје време и документи од тоа време и има што да се види. Инаку, Иван, јас сум бил во Османлискиот или Отоманскиот архив во Истанбул или Константинопол. Таму има 500 километри материјал од целата Отоманска империја. Тоа е едно неверојатно здание. Изградено е од Ердоган, го чува војска и полиција. Најголемиот дел од материјалите се под земја, во бункери, и тоа е неверојатно. Тоа е достапно и за нас, предпоставувам и за вас, за да се истражува и да се користи во научни цели. Меѓутоа има еден проблем. Старотурскиот не го знаат ни денешниве турци, а не па ние. Затоа имаше една комисија во Македонија на која што ја бев председавач, кој бев директор на Државниот архив. Таа комисија доделуваше стипендии на луѓе, значи државата, на луѓе кои што ќе учат старотурски, за да може после како истражувачи да ги пратиме таму. Таму е се достапно за Македонија. Меѓутоа, што направија комуњариве? Ево уште еднаш да ги спомнам, у негативна конотација. Но еве сега Мицко исто. Луѓето што завршија старотурски, требаше, бидејќи државата им плаќаше да се едуцираат, требаше да добијат вработување во државен архив и да имаат обврска да работат за архивот, бидејќи се школувани од државата, да работат за архивот и да истражуваат цел живот на старотурски документи поврзани со Македонија. И знаете што се случи? Никој нити ги викнал на работа луѓето, нити му е гајле што они завршиле старотурски. Ќе дојдеме у ситуација да нема никој во Државниот архив што разбира старотурски. И тоа значи дека и да ги имаме на располагање документите, нема да можеме да ги прочитаме. Тоа е несериозното работење на нашата држава. Добро, дечки. Дали сум бил во Централниот државен архив? Да, сум бил, се познавам со директорот, пријатели сме.